Чичо, повели, го зедов документот. Одлично, чувај го. Во ред. Се плашев дека отпечатокот нема да работи. Браво, одлична работа. Ти не грижи се. Го исчистив со алкохол пред да го користам за сефот. Нема никаков проблем. Погледни ме ваму. Не остави траги, нели? Не бе, Чичо, па се е чисто. Одлично. Здраво живо. Здраво! Здраво живо. Добре дојдовте. Благодарам. Стигна ли полномошното? Стигна, да, и пасошите се овде. Ќе си ја завршиме работата, остатокот е лесен, го подготви договорот според полномошното. Секако. Се е тука, еве. Тоги, испечати 2 копиите, молам. Во ред. Еве. Што правите ви овде, а? Што е ова? Каква представа е ова? Ало? Добро. Ајде, исклучувам сега, ајде. Ги најдоа луѓето? Ги најдоа, Чичо. Повели суот, братче. Аслан, имаш двајца што те следат. Оние во автомобилот ги забележали? Да. Ќе ги однесеме настрана зад автомобилот. Суот, братче, има малку бучава овде, да се оддалеча малку да зборуваме послободно. Адвокатот ми се јави, веднаш се враќам. Во врска со договорот, немој да ви избегаат. Дојди вам. Дојди овде, ова ти е за памет, така да знаеш. Не ни кажа уште пред да дојдеш. Те следеле да дознаат за адвокатот, Чичо. Одлично. Тогаш, Чичко ми нека мисли дека овие двајца се уште не следат. Утре прати му друга локација преку нивниот телефон. Во ред. Кажи му дека тука се среќаваат со адвокатот, спакувај ги двајцата убаво и прати ги кај Чичко. Во ред, Чичо. Станувај. Стани. Напиша белешка. Напишав.
Стигнаа парите, Аслан. Одлично, одлично. Господјо Букет, ви благодарам за соработката на вистина. И тебе исто, братче. Парите легнаа на нашата сметка, како што ветивме и ние ги уплативме парите на вашата сметка. Во ред? Од сега натаму ваша задача е само да го држите Илјас под контрола додека се смири наоколу. И што ќе правите после? Ќе се заминете, ќе ги исклучите телефоните и ќе оставите на нас. Во ред. Ви благодарам. Добро е да ве запознам со луѓето што ќе ве изнесат од земјава. Поле. Види, ако тоа видео се прошири, јас сум готов. Зошто не сакаш да разбереш? Добро, велам, да, ќе ги испратам парите денес, а зошто не сакаш да разбереш, те молам? Ама, не. Ало? Како ќе ги изнесеш од земјата? Девин, А адвокатот како? ќе поминат преку Капикуле во Бугарија и потоа ќе одат во Аргентина, во ред? Што сакаш сега? Што сакаш? Знам каде е адвокатот. Абе, Тургут не го фрли прстот, нели? Не бе, Чичо, ги зачував за секој случај. А зошто? Да нема проблем? Има. Ќе го ставиме прстот во канцеларијата на адвокатот, него ќе го обвинат и онака исчезнуваат, мислам ништо нема да им се случи, ама знаеш како е, на Илјас ќе му треба мета. Брилијантна идеја, ни самиот ѓавол не би се сетил. Знаат ти се сети инаку, тоа беше нејзина идеја. Ајде бе, ајде. Многу смело. Што значи тоа смело? Што знам, синко, зарем не е смело што снаата стана вистинска сојкан? Што зборуваш, бе ти? Мојата сопруга не е твоја работа. Што те засега? Момче, со мене зборувај пристојно да нема проблеми. Погледни ме во муќете, уништам, јасно? Дојдов тука да ти помогнам, бре, ова е благодарност. Јас не побарав помош од тебе, ти кажав да не ми помагаш, така беше или не? Што ти е, бре, тебе си го изгубил помнењето? Реков, не ми помагај, ова е моја работа, ама ти се вмеша затоа што сакаш да бидеш признаен како маж, затоа што сакаш благодарност, затоа што сонуваш повторно да се вратиш назад во семејството, затоа се вклучи во целата оваа работа, така ли беше, кажи ми? Братче, и моето трпение има граница, да знаеш. Слушај му, брате. Нашето братство заврши во моментот кога куршумот помина низ главата на татко ми, јасно? Јасен сум или не? Ајде сега, чао, поздрав. И не се ни сеќавам што се случи потоа. Толку многу се налотив, значи, сакам да кажам, не очекував од Толга такви работи. Се очекував, но ова не го очекував. Не ми е грижа за златото или за парите, ме разбираш? Може ли да те прашам нешто ако не ме сватиш погрешно? Секако. Дали некогаш си помислила на развод? Јас никогаш не ни помислив да се омажам. Мојата приказна со Толга всушност започна вака. Прво, јас се заљубив. Но во Денис. И тогаш настана хаос кога мајка ми дозна. И замисли потоа, во една сообраќајна несреќа, Денис. Жал ми е за твојата загуба. Ти благодарам. Додека јас тагував, на брзина ме натераа да се омажам за Толга. За да имам попристоен живот, оној што се сметаше за соодветен, нели?
Како да зборуваш за некаква морална драма. Ова е мојата реалност. Како и во многу семејства во Турција, и семејството Сојкан е многу вешто во глумење. Во нашиот случај нема да дозволиме ова да оди понатаму. А за да се вратам на твоето прашање, не, никогаш не сум помислила на развод. Затоа што немам таква опција. Секогаш имаш избор, Лейла. Размисли. Само за момент размисли. Животот е прекраток за да се биде несреќен, не мислиш ли така? Колку поинакво ќе било се ако си пораснела во посрекно семејство, нели? Истото важи и за Каја и Зеино. Дали ќе им дозволиш на твоите деца да го доживеат она што ти го доживеа од своите родители? Се извинувам, мислам дека премногу се вмешав. Инекциите што ти ги дадов денес може да ја болат господја Сехер по некое време. Можеш да ја нанесеш маста. Ке се видиме подоцна. Ке се видиме. Како е таму? Се уште ли е лошо? Имавте балда за ја претепале. Добро ли е таа? Добро е. Подобро. Кој беше тоа? Го најдоа ли? Не знам. Знам јас. Па? Што да правам ако ти знаеш? Не, ништо не реков. Се прашував дали Аслан знае, затоа што неговата реакција може да биде малку остра. Што ќе направи? Ќе го убие Серхат Корузаде? Не зборувај глупости. Од каде убиство не... Ти рече не знаеш, затоа така реков јас. А ти? Кажи, Душо. Ке звечкаш ли така? Добро, прости. Ајде, уживај. Каја? Што се случи, Душо, дојди? Дојди. Што се случи? Дојди. А, што правиш ти таму? Знаеш ли колку многу те сакам, нели? Дојди седни тука. Ајде да ги отвориме завесите, да влезе сонцето, може ли? Да влезе малку воздух. Толку ли ниско падна што сакаш да го украдеш златото од сунетот на син ти?
Нема да дозволам никој да ти краде од животот, душа моја. Уф. Токму тоа ми требаше. Документ од вашиот адвокат. Ке треба ова да го подпишете за промената на презимето. Ти благодарам, мајча, во ред. Господине Садек, дали имавте закажано термин? Не, да нема проблем. Ама... Се случи нешто? Фала на прашањето. Го изгубивме Девин Акин. Какво губење, какви глупости зборуваш, Џихан? Не знам дали знаеш, му кажа на Аслан. Седеше ладнокрвно на таа маса и зборуваше. Кога некој ќе умре, неговите блиски луѓе поминуваат низ 5 фази, на жалост. 5 фази на тагување. Со твоја дозвола, ќе ти раскажам за смртта на Девин Акин. Во твој стил, знаеш. Прва фаза е негирање. Тоа е механизам за самоодбрана на мозокот. Те доведува до лудило. Те тера внатрешно да врескаш. Не го направив тоа. Нели? Предпоставувам дека не го направи затоа што јас молчав, нели, Аслан? Јас од без така удрив во зидот, како да знам дека ќе го убиеш? Ништо не се случи поради тебе, верувај ми, ништо. Не беше поради мене. Не. Го помина тоа. Добро. Тогаш има оган. Има оган внатре, знаеш. Така гори човек. Тоа е втора фаза, гнев. Ти знаеше се. Знаеше дека мајка ти ќе го пушти овој човек. Требаше да биде пуштан, ти знаеше, така? Девин, добро, може да го затвориме ова сега, те молам. Ама ти не направи ништо. Чекаше човекот да излезе како да чекаш некој плен, така? Ќе те уништа, ме слушаш ли ти? Ме слушаш ли? И тоа го помина, ова е здодевно место, најздодевно место. Трета фаза е пазарење. Сега кога Илија Скорозаде ќе дознае се, можеби ќе умре твојот сопруг или можеби сестра ти. Или пак овој адвокат што знае се и неговата
сопруга. И што ќе направите? Ги решавате вашите семејни проблеми со нечија смрт? За жал да. И во оваа работа нема друг договор. Ни тоа не е, а? Добро, тогаш депресија. Еве ти совет од пациент. Тоа ми се случи и мене, да. Така јас го поминав. Одев дома и седев на стол. Телевизор и нешто такво. Ги гледав сите тие безмислици на телевизија. И тоа си го поминала. Што ми тоа си го поминала? Ти си во фаза на прифаќање. Бидејќи нема да постои адвокатот, и тој ќе биде безбеден каде и да е, велиш вината да падне на адвокатот, така? Да се префрли вината на адвокатот. Само еден сојкан може да смисли тоа. Браво, докторке. Си станала сојкан. Девина ки не мртва. Да живее Девин сојкан. Дојде само за да го кажеш ова? А, не. Дојдов да изразам сочувство. А, да, има уште нешто. Сега ќе стане хаос, веројатно знаеш, ќе избие војна. Така функционира нашиот свет. Како еден од нас, еден од нив, знаеш. Ако некој мораше да умре, ти, Аслан, Јамур, не грижи се, вие нема да умрете. Јас ќе умрам. Не плаши се. Тоа дојдов да го кажам. Ова нема да го направам за семејството или од добра волја. Јас немам што да изгубам. Ништо. Затоа ќе го направам. Благодарам. Близко сме до граница. Гладни ли сте? Не сум многу гладен. А ти, љубов моја? Не, јас не сум гладна, ама би било убаво некаде да застанеме до тоалет. Добро. Да купам нешто од маркетот? Суат? А? Заврши, нели? Заврши, љубов моја, готово. Погледни. Ни останува само уште малку. За 1 километар почнуваме нов живот. Немој повеќе да бидеш нервозна. Сакам да те видам како се смееш. Може така? Во ред. Ајде, земи ми го оној бисквит што го сакам. И земи ми малку. Добро. Добро. Повелете, господине Илјас. Суат, дали подпиша? Да. Со среќа нека ни е. Амин. Така е, така. Има ли вести од Серхат? Се јави, разговарав со Серхат. Тој е во Тајланд.
Суат. Ало, Суат. Суат, тука си. Господине Илјас, ќе ве побарам подоцна. Букет? Суат. Те молам, немој. Те молам, не пукај во мене, те молам. Јас не убивам жени. Јусуф ја плати цената за своето семејство пред многу години. Ве молам, немојте, ве молам. Ве молам. Јусуф веќе го нема, ти си тука. Ке го направиш она што е потребно. Бато Илија, сакав да ти се јавам. Што направи, а ти праша кај твоите познатици за Серхат? Да, брате, се распрашував. Никој не знае каде е Серхат. Како е тоа можно? Не знам, бато. Во целава збрка со работа исчезна одеднаш. Само што зборував со адвокатот. Нешто се случи, прекина врска. Се јавувам, не се јавува. И адвокатот не е достапен. Ајде. Не знам, бато Илијас, како да сме во некој филм. Почнувам да се нервирам. Знаеш ли нешто, кажи ми? Не, ништо не знам, да знаев, немаше ли да ти кажам? Ми мириса нешто сомнително, а ти... Бато Илијас, што мислиш да дојдеш во Истанбул и тебе ќе ти биде помирно? Очигледно ова нема да се реши пред да дојдам јас. Така е, бато. Јас така мислам. Така е најдобро. Довидување, ајде. Поздрав. Во ред, бато, ќе се слушнеме. Поздрав. Поздрав. Боже, Боже. Девојки, уште еднаш ве молам. Врати се. Да. Мајко Сехер. Мамо, Чичо. Не снимај толга, не снимај. Убаво, убави девојки да мафнете малку. Мафнете така. Доаѓаат. Ај, злато мое. Ова е главниот. Ај, душо моја убава, леле Драги колку си Каја. убав. Мојот сакам... Ајде, групна фотографија, ајде. Ајде. Мамо, Чекај малку. ајде, ќе се сликаме. Дојди вамо. Ајде, приближете се малку. Се гледа цело семејство? Да. Убаво. Нека дојде со Душички тебе. мои. Дојди ваму малку. Ајде, така. Имаме вести од адвокатот. Нема. Ни од моите луѓе нема. Што се случува? 5, 4, 3, 2, 1, насмевка. Добро. Да видиме сега. Немој да мрдате.
Добар ден. Од тука е приватен имот. Кој дошол? Што? Што? Што зборуваш, момче? Не, застани, чекај. Што е, другар? Зено, немој да се Зено, смееш. не се смеј. Слушајте, мамо, соберете се сите. Ајде, вие напред овде. Веднаш обезбедете ја градината. Брзо. Ајде. Аслан. Илија скоро заде дојде овде и сака да влезе внатре. Што да правиме? Што се случува? Сам ли ја дојден? Па што ако дошол? Провери и полека пушти го да влезе, ама бидете на готов се. Брате, што се случува? Ајде внатре. Ајде, сите внатре. Зено, Ајде, дојди ќе заврне, каја. Ајде. Ја мори ти влези внатре. Джилан ќе заврне, ајде. Ќе заврне, ајде сите внатре, ајде. Брзо, ајде сите. Ајде, бабо, Ајде, ајде. Бабо, брзо внатре, ајде, брзо, сите внатре. Ајде, брзо. Ајде, бабо. Ајде. Времето се расипува, ќе продолжиме друг пат. Точно. Има ли нешто што си заборавил да ми го кажеш, Ибо? Како што, Хулија? Адвокатот е мртов и неговата сопруга е мртва, така ли? Реков дека е мртва, Хулија. Што друго? Што се случува? Можете ли барем малку да ми Добро, кажете? што не се случува, Девин. смири се, ајде. Оди во Ајде, твојата влези соба, внатре. не излегувај. Влези. Добро и јас. Ајде. Ајде. Повелете, може да поминете. Ти реков да не го допираш адвокатот. Ти реков да не се мешаш во ова. Ти реков дека е моја работа, реков дека е мој проблем. Ке дојдеше порано или подоцна? Барем сега нема сведоци веќе. Остави го тоа. Немаше да дојде на прославата. Се обидувам да ве тргнам сите вас од ова. Сега како семејство сте јасна мета. Немој да викаш, се обидувам да го заштитам семејството. Ти и овој нестабилен стрелец сте ние сега на вистина? Смири се малку, внучко. Престани бе. Полека. Престани, не ме заморувај. Во ред, Што, и да добро, правиш добро. што? Доста. Сега не е време да се обвинувате. Се што е направено не може да се врати. Снаата е во право, човекот е пред врата. Што да правиме, братче? Ќе стоиме сите заедно. Пуштете го внатре. Ајде тогаш.
Зарем нема добре дојде драк, Аслане? Ти благодарам што дојде. Добре дојде. И јас. Ибрахим. Мина долго време, нели? Да, така е. Може ли уште да се влезе во оваа куќа, само за свадби и погреби? Хулија. Добре дојде Илијас. Јас сум Дивин, сопруга на Аслан. Многу ми е мило, господјо. Што е, Аслане? Си ги минирал сите патишта овде? Да нема некој проблем? Има пријатели, има и повеќе непријатели. Што поѓаволите те донесе овде, Илијас? Обред за обрежување на внукот. Дојдовме да донесеме злато. Аслан, види, нема ништо да направиш. Ова не е ни време ни место. Внимавај. Ако ме праша, нема да лажам. Искрен ќе бидам. Ќе му кажам што направив и зошто го направив. Аслан, ти велам, не, види. Да ја завршиме работава. Не плаши се, немој. Ти си внук на Јусуф Сојкан. Твојот дедо со голи раце давеше една голема мечка. Бато Илјас, многу ти благодарам, навистина. Го травматизирате детево. Уште во првата секунда, господин Илјас. Нема траума, девојко. Реков дека давел мечка. Не реков дека давел човек. Зарем не е така, Аслане? Искрено, не знам дали е исправно или не е, ама доволно сум паметен за да знам дека не дојде овде само за да му донесеш злато на детето. Се надевам дека Бог ќе покаже неговата свадба. Ибрахим, јас ќе си одам. Ти благодарам. Ќе разговараме утре, Аслане. Сега е гужва. Да не сме во семејна куќа. Брате Илјас, можеме да разговараме. Зашто сакаш, кога сакаш и каде и да сакаш.
А која е таа господја? Тоа е мојата сестра, господине Илјас. Чичо, што ќе правиме? Јасно е дека нешто му се случило на Серхат. Постојат две можности. Прво направивме голема работа со Аслан, а потоа нели исчезна адвокатот Суат. Втората е Аслан. А има нешто што недостига. Овој наш пријател, нели? Очигледно е што направиле заедно. Ако Аслан направил нешто, тој отворено би ти го кажал тоа, Чичко. Би рекол ако е син на татко му, но сега веќе 5 години чисти позади себе. Не, целиот негов труд ќе пропадне. Тој има мајка, нели? Има 2 сестри, има сопруга, има една сна. Како ога не. Има многу луѓе. Не е сам. Но семејството е товар врз плеќите на еден маж Гекхан. Хаки, возикај Неджла. Мислам дека треба малку да се смириме. Добро, бато. А ти бараја жената на адвокатот и се што е поврзано со неа. Ибрахим. Кажи, Хулија. Погледни ме. Ако си го убил адвокатот, а жената си ја оставил жива, таа жена со таа лутина ќе не продаде кај Илјас. Ме слушаш ли? Ве молам, немојте. Ако ти затреперила раката, ако жената е жива, јас ќе ја најдам и ќе го направам потребното. Те молам, немој, Хулија. Се надевам, Ибо. Навистина се надевам. Инаку тука нема да има ништо како семејство. Ако Илијас дознае за ова, ќе ја открие тајната и ќе ја претвори оваа куќа во оган. Ме слушаш ли? Ме разбираш ли? Ти реков дека таа е мртва, Хулија. И адвокатот е мртов. И неговата жена е мртва. Двајцата се под земја. Ме разбираш ли? Тоа е се што можам да кажам.